Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина. Вечерва сум професорката Мирјана Најчевска, добро вечер. Добро вечер. Да, го очекуваме за 5 до 10 минути на ова место да седне и Сотир Костов, кој што поради временските неприлики во Скопје малце доцни, секако е оправдано, меѓутоа пред малку се слушнавме на пате, на кратко ќе дојде. А до тогаш мини интервју во 10 минути. Имавте вие проблем да пристигнете, знам дека со службено возило ве зима, како е во Чуџер Сандево состојбата? Значи, изгледа луѓето што живеат на село се привилегирани во однос на тие што живеат во град, заради тоа што немаше никакви посебни проблеми, то одевме преку Волково и слично. Да, има дупки и слично, меѓутоа нема ниту гужва, ниту пак некои посебни поплавени предели и слично, така што им препорачувам на луѓето да се живеат во село. Што повеќе да доаѓаат ваму на село, да. Која е причината? Мислам, многу луѓе за тоа зборуваат. Генерално луѓето кои што живеат во селата, да речеме околу големите градови, се привилегирани, пошто генерално бидејќи генерално имаат и почист воздух, го немаат секојдневниот сообраќаен метеж, немаат вака да речеме поплави, си имаат најчесто градени дворови. Зошто Македонија можеби една од ретките држави во Европа каде што целата практично ни замрија. Сите сакаат во градовите да живеат. Па ја мислам дека има тука неколку причини. Една причина е што луѓето кај нас уште се неизживеани. Секогаш било поим да се биде граѓанин, да се живее во градот и ние се уште го живееме тој период на 19 век кога клонеле луѓето тие кои што се богати, кои што се имашливи и слично да живеат во градовите. Вториот елемент е инфраструктурата. Значи не само сообраќајниците, не само поврзаноста со местото на работа, меѓутоа и достапноста на самопослуги, достапноста постоењето на интернет и слично. Еве да речеме, еден од главните проблеми мене кој што ми пречи во Чучер Сандево е тоа што нема оптички интернет. И сега тоа за одредена категорија луѓе, посебно кои што се занимаваат со соодветна работа и слично, е голем проблем, непремостлив проблем. Во многу голем број од малите места нема канализација, да, водоводот не е добар, собирањето на смет не е добро и слично. Значи, доколку се обезбеди сето... Значи, не се ова сими недостатоци. Чучер Сандево мислам дека е едно од многу добрите општини, можеби тоа се должи на тоа што извесен период била дел од градот, односно била приградска населба, дел од Чаир, и затоа почнале да се градат дел од тие инфраструктурни елементи, меѓутоа има и канализација, и водовод, и телевизија добра, и интернет не оптички, меѓутоа овој обичен интернет, така што мислам дека ние сме негдека на средина. Да, професорка, не случајно ве прашувам ова, бидејќи Македонија како држава, ние разговараме сега и за дата центри, вештачка интелигенција, тоа се треба да се тера, немаме тука дилеми, меѓутоа сепак имаме проблеми со некои најосновни работи, како што кажавте вие, нема канализација во селата околу големите градови, и некои се без вода, самиот град, топловодна мрежа нема сегде, па луѓето се греат на ќумбињи или било што, и со тоа се допринесува загадувањето на воздухот, и секоја влада како и да дојде, едно од главните ветувања е дека ајде инфраструктурно, дека ќе направиме водоводи, тоа се гради, меѓутоа многу бавно. Имаме сега влада на предводена на ВМРО ДПМН, овие денови се одбележуваат 2 години, односно на половина на мандатот. Дали мислите дека ајде да почнеме од овој дел инфраструктурен, дали мислите дека нешто е мрднато или има некои никулци дека ќе биде подобро, или се е тоа бавно и треба многу побрзо? Прво само да кажам дека јас сум против изградбата на дата центри, така што не мислам. Ако имаме стручна дебата, ќе влеземе сега тука, ќе би да. Може некако што се планират, меѓутоа никако. Тоа е, добро. Значи, Македонија е мала држава и како мала држава навистина секое место во Македонија може да биде многу лесно достапно и многу лесно обезбедено со барем минималната инфраструктура која што е потребна за нормално живење. Она што јас го гледам,
од осамостојувањето е наваму, тоа е отсуството на планирање, отсуството на една генерална визија во која насока и како сакаме да се развива државата. Тоа отсуство на ваква визија доведе до ситуација сите луѓе да доаѓаат во Скопје, во главниот град, многу често не доаѓаат заради тоа што нешто им е многу убаво тука да живеат, поубаво од местата од кои што доаѓаат, туку заради тоа што едноставно нема друг начин како да си обезбедат соодветна работа, како да обезбедат училиште, градинка за децата, како да обезбедат достап до она што представува барем елементарно уживање на културните, уметничките објекти и слично. Значи, во Македонија можеш да стигнеш до секое место за 2 сати. Значи, со добра инфраструктура, не само патна инфраструктура, туку пред се со железничка инфраструктура, со шинобуси кои што би ги поврзале барем овие блиски места и слично, мислам дека може да се растерети градот и дефинитивно луѓето многу прелаксирано да живеат. Да, бидејќи влеговме во делот кога ја анализираме владата, дали бидејќи кажавме дека се на половина на мандат и секако е легитимно тоа прашање да го поставиме, дали сте задоволни како ги буткат тие работи, тие процеси? Па ја не гледам никаква промена во она што представува досегашно справување со овие работи. Значи, си остануваат флоскулите, се повторуваат цело време истите работи кои што се убави за слушање од страна на граѓаните, меѓутоа не гледам вистинско планирање, не гледам вистинска визија и дефинитивно не гледам промена. Многу интересен имам елемент кој што цело време ми доаѓа на памет кога зборуваме за ова. Мојата мајка ја прашував, добро, како беше после ослободувањето, значи после Втората светска војна, кога имало многу големи проблеми, луѓето добивале шеќер, млеко, сол на купончиња и слично. Вика, беше тешко, меѓутоа она што можеше да се види е дека секој од нас можеше да почувствува секој ден дека е се подобро и подобро. Значи била видлива промената. Во моментов со ниту една власт ние не можеме да видиме видлива промена. Слушаме многу зборување, гледаме променети закони, слушаме ветувања, меѓутоа луѓето не чувствуваат тако видна промена за која што би рекле, сега знаеме дека нешто оди на добро, дека сме тргнале по пат кој што ќе не доведи до некое подобро живење. И главното прашање е зошто според вас е тоа така? Па, мајко моја, лично мислам дека има неколку причини. Прво, многу погрешно се разбира демократијата, односно таму каде што треба да има демократско одлучување, ние имаме некој вид на бизнес-кратско одлучување и слично, а таму каде што треба да има технократска стручна хиерархија, која што, например, во администрацијата, во јавните предпријатија и слично, која што би обезбедила соодветни услуги за граѓаните, таму имаме расплинување на процесите на одлучување. И секако над сето ова е огромната корумпираност. Ама тоа не е корумпираност само на ниво на тие кои што се на власт. Некако низ сите овие години успеа корупцијата да метастазира апсолутно во секој сегмент на нашето општество, па до најниските нивоа. Веќе корупцијата станува начин на живење, толку ни е нормална што многу често не ја ни забележуваме. Вие се соочувате да ви биде, мислам, како, дали имате никое лично искуство или судир со појавата наречена корупција? Многу е интересно ова. Значи, има луѓе... Сакам да се извинам што ја прекинам, дека не зборуваме за нешто апстрактно. Ако велите дека не може да се одбегне, претпоставам дека вие сте се судриле определена фаза со тоа. Не сум се судрила, тоа е многу интересно. Значи, може би се плашат. Мене никој не ми побарал пари и слично. Меѓутоа имам едно многу интересно искуство од моето село. Значи, во неколку наврати претходно во минатите години имаше многу гласна музика во селото. Некој од кафаните пуштаа жива гласна музика. Никој не се бунеше, дури и ни тие кои што живеат околу тие
кафани. Ја не трпам такво нешто да не се побудам и се јавував упорно во полициска станица во Мирковци и слично и Значи вие сте таа што сте зарасипувале забавата таму. Апсолутно. И се научија луѓето дека Мирјана Најчевска се јавува и дека во 12 часот треба да престане музиката. Што е она што ми го кажаа потоа селаните? И тогаш кога не сум јас таму, и тогаш кога сум на одмор, тие се јавуваат и викаат: овдека е Мирјана Најчевска, ве молам музиката. Значи, луѓето се плашат. Да, тоа сакам да кажам, дека сите сакаат, се извинувам што ја прекинувам, се представуваат во ваше име, потоа да не бидат покажени со прст, и сите сакаме промени, сите сакаме нешто да направи, ама ако може не јас, туку тоа другиот нека да го направи, бидејќи баже другар ми сега само што го вработи, не ќе ми ја проблеми да го прави, али вака веќе не иде, мора нешто да се направи. И тоа го гледаме и ние како новинари го гледаме кога сите се жалат за проблеми, очекуваат сите проблеми ние да ги решиме, условно кажано со војна да влеземе со целата држава, бидејќи ние после си ги трпиме последиците, меѓутоа ајде тоа нас не работи и сме го одбрале тој пат. Зошто дека овој начин да не се прифати одговорноста сме слушале сега, ајде тој да речеме како политички мит и во институциите кога некој да речеме функционер се плашал да потпише нешто затоа што утре се плаше дека можеби ќе одговара и повторно се префрла врската на некој друг или ризикот на тој друг. Дали не се верува дека можеме подобро? Или ако може да се вратиме кон тоа некој друг тоа да го направи? Тука има неколку аспекти. Едниот аспект е како се доаѓа на одредена функција. Значи, не се доаѓа врз основа на заслуги, не се доаѓа врз основа на знаење, не се доаѓа врз основа на стручност и професионалност, туку се доаѓа на тој начин што некој во некоја политичка партија некого го става на одредена функција. И автоматски, кога некој е ставен без да биде да има заслуга, без да биде самиот е свесен дека нема врска со тоа место каде што е ставен и слично, автоматски на тој човек му се врзани рацете. Значи тој не може ништо да прави, прво затоа што не знае, второ затоа што нема соодветна стручност и професионалност, и трето заради тоа што цело време се плаши дека ако направи нешто кое што е спротивно на интересите на оној кој што го поставил на тоа место, ќе биде веднаш и тргнат од тоа место. Вториот елемент е отсуството на заштитен механизам, посебно на администрацијата. Ние успеавме да создадеме партиски зависна администрација. Администрацијата е стручниот елемент, стручното ткиво на државата. Значи, таа би требало да биде збир на луѓе кои што знаат, умеат и кои што треба да го обезбедат континуитетот во работењето на државните органи. Во моментот кога таа администрација ја направивме потполно зависна од политичките партии, кога дозволивме да може да се менува во секој момент кога ќе дојде некој друг на власт, кога ја уништивме Агенцијата за администрација преку која што требаше да проработи мерит системот и кога воведовме некои други етнички, вакви, онакви клучеви критериуми и слично, ние го убивме елементот кој што би требало да ја обезбеди таа сигурност. Дали производ на тоа е тоа што го гледаме, еден, не знам дали е тежок збор да се каже распад, меѓутоа не функционираат некои работи во државата кои што едноставно мораат да функционираат за да се кажеме дека ние сме држава со сите атрибути. Првен, од најосновното да почнем, се некој ќе рече дека тоа е здравството или едно друго, кој како гледа, да речеме институциите, спомениците, музеите, театрите, тоа се што е основата да речеме на овој народ. Пример да го земеме Македониумот во Крушево, кој што изгледа тажно, да речеме, така? Тоа е нашиот идентитет, тоа е нашата клетка од каде што почнало се. Нешто што и меѓу другото не е оспорувано. Дали заради тоа што со годиниве наназад, за се не зборуваме за изминативе 2, 3 или 5 години, децениите, 35 години, се гаеше таква
култура, господине Костов, повелете ве молам, култура на негативна селекција ќе кажам, меѓу другото е производ да не можеме некои вакви основни работи да се ги направиме. Значи, прво, апсолутно... Малце екстензиран бе, се надевам дека ме... Да, апсолутно сте во право. Значи, добро, се надевам дека сте добро дојдовте. Здраво. Значи, прво, да, не се прават тие работи. Меѓутоа, она што е можеби уште пострашно и пожално е дека работи кои што веќе ги имаме, кои што биле изградени, кои што треба само да се одржуваат, ние не ги одржуваме. Токму заради отсуството на ваков облик на знаење, елементарна професионалност и елементарна стручност. Значи се распаѓаат структури, не само институции, туку се распаѓаат згради, се распаѓаат монументални работи кои што биле изградени во минатото, а кои што биле на некаков начин символ на растежот на државноста на оваа земја и никому не му е гајле. Цело време се оди на тоа, ајде ке направиме нешто ново. Да речеме, мене што ми е жал, да речеме во мојава општина Чучер Сандево, тоа што има 20 стари манастири кои што не се одржуваат, кои што би требало да представуваат прекрасно културно наследство, меѓу кои што постојат и пештерски манастири и слично, а се градат, се даваат пари за изградба на нови цркви, на нови манастири, наместо да се доизградат, да се заштитат иконите, да се заштитат конаците, да се оживее она што не поврзува со минатото. Добро, малце да ја вклучам во темата, ние со професорката почнавте малце Завидна грижа за националното богатство и културното, браво. Малце пошироко тренавте, вие сте човек кој што се декларира и е реално патриот, човек кој што си ја сака државата со сите нејзини мани и предности. Споминавме еден објект, така сакам да влезем во темата за Македониумот во Крушево. Кога последен пат сте биле и да сте го виделе, претпоставам како сте виделе како изгледа. Да, што мислите, која е причината, зошто така дозволуваме тие објекти, ги нарековме клетки на нашиот идентитет, да се во таква лоша состојба? Ние македонците, институциите и одговорните во институциите. Ама кога велам ние, малку пошироко. Малку пошироко. Денеска гледачи да знаеш зашто каснам, во Кисела вода беше блокирано. На тераса стојам, од прв спрат гледам улицата блокирана, ама гледам и свест, кај луѓево излегуваат, шахтите ги вадиме, црева, 2 згради се реновираат, да не им се наполнат со вода темелите, се собраа, се организираа. Овде, сега се враќам на темата, значи, имаме некоја промена во свеста, ама овде, кога е во прашање нашето големо културно, национално, азно богатство, ние сме многу неодговорни, треба да поминат 50 и кусур години, спомен домот на Разловечкото восстание, дори годинава се, извини, ја дори тоа се брендирав, го кажував, го надував, ама каде се генерациите што поминаа, не ја искористивме таа содржина. Знаеме ли ние каква важност има тој Македониум? Знаеме ли ние дека е наградуван XX пати, дека е еден од најдобрите архитектонски споменици, монументални споменици во Македонија, на Балканот, во Европа и во светот. Маж и жена го имат направено, секако жената помагала, али мажот е главниот архитект и ние туку така неодговорно. Да, и ние туку така неодговорно. Убава тема сте фатиле, една критика да удариме на одговорните во институциите, а еве слушам дека во реконструкцијата ќе има нов министер за култура, нека си поведе малку сметка што му се случува и со овие, каде што ја правам сега еден проект цркви и проекти преродба, револуција и државност, и ме загрижува ова што една во мала општина, многу добро ја знам Чучер Сандево, со модел таму луѓе по некои други основи сум ги едуцирал за изборни кампањи и само на таа мала општина, претпоставувам бројката што господјата најческа кажува за црквите и за манастирите, не смеем вака се однесуваме. Не, а тука нека си поведе малку сметка и нашата црква, синодот, нека си направи еден чекинг каква е состојбата и да се потрудиме малку поодговорен однос да имаме, бидејќи ние сме најбогата нација на Балканот и во Европа со такви нешта, тоест културни,
наназад со векови правени споменици, паметници и оваа генерација треба да го положи испит. Добро.